Почитувани, Македонија е обоена во црвено, од Кичево до Кочани, од Брвеница до Вавандово. Граѓаните го направија вистинскиот избор. Со освоени 54 општини и градот Скопје, ВМРО-ДПМН е апсолутен победник на овие локални избори. А владината коалиција на овие избори докажа дека е повеќе од стабилна и легитимна. Со вкупно освоени 66 општини од вкупно 81. Оваа голема победа е и голема одговорност, и обврска за работа и испорачување на резултати. Благодариме на секој граѓанин кој го даде гласот за ВМРО-ДПМН и нашата коалиција. Ветуваме дека нема да ве разочараме и обезличиме. Нашиот образ мора да биде чист, а тоа ќе го направиме со работа и со проекти. Историската победа и обединувањето на народот на Кичево, поради што падна и Фатмир Дехај Дуј, е благодарност до секој еден албанец, ром, турчин, влав, србин, бошњак и сите останати, кои го дадоа гласот за Александар Јовановски. Обединувањето во Кичево е пример како ќе се гради Македонија. Огромна победа во Брвеница на Јовица и покрај сите действија кои ги превзема неговиот против кандидат. Јовица и жителите на Брвеница издвоија голема победа. И во Брвеница албанците, ромите, турците, србите, бошњаците и сите останати покажаа дека националните и етничките приказни на одредени структури паѓаат во вода. Сотир Лукровски е новиот граначалник на општина Карпуш. Огромна и важна победа во Карпуш. Исто така, победа извојувавме и во градот Скопје, каде Орце Ѓоргиевски е новиот граначалник на градот Скопје. И тука имаме навистина многу работа. Граѓаните одбраа и промени во Вавандово, во Дојран, во Дебарца, во Демиркапија, во Крушево, во Пробиштип, во Росума, во Чучер Сандел. Таму локалната власт ќе биде раководена од нови кадри од редовите на ВМРО-ДПМН. Победивме и во Аеродром, Виница, Конче, Неготино, Лозово, Македонски Брод, Могила, Ранковце, Чишиново, Блешево. Опозицијата на овие избори е длабоко поразена. СДС и ДУИ мора да се реформираат. Нивните политики граѓаните ги имаат прочитано и повеќе не поминуваат. На Македонија е потребна конструктивна опозиција, која ќе дава аргументирана критика и поддршка на реформите. Кадровските промени на неколку луѓе во СДС не е реформата која им е потребна. Проблемот во СДСМ е Филипче, затоа што е продолжена рака на Заев и се додека е така, СДСМ ќе тоне. Ги слушаме и граѓаните кои не излегува на изборите. И они кои излегува и ги направија своите гласачки ливчиња неважечки. Ние ќе работиме да го промениме нивното мислење со работа и со проекти. Доста е веќе Македонија да биде апатична. Време е работите да ги промениме и да покажеме дека народ заслужува повеќе. Нашите граѓани заслужуваат повеќе. И веќе сега во Брисел претседателот на ВМРО-ДПМН и премиер Христијан Мицковски активно се бори за нашите заложби за членство во Европската унија. Мора да бидеме горди, достоинствени и со интегритет. Ви благодарам на сите, доколку имате прашања, повелете. Доколку немате, ви посакувам убав ден.